Земјоделските стручњаци оценуваат дека условите за вегетација на оризовата култура во изминатиот период беа речиси идеални и најавуваат дека доколку времето се стабилизира од аспект на температурите, годинава може да се очекуваат надпросечни приноси. Кочанските оризови полиња постепено пожолтуваат, што значи дека културата веќе е во фаза на зреење. Она што може да се види на терен задоволува, бидејќи класот е со голем број зрна. Сега, кога сезоната е при крај, сосем оправдани се покажаа рестрикциите пред сеидбата на површините со ориз, кои беа преполовени. Во текот на наводнителната сезона се покажа дека акумулацијата каливанци брзо се празни, бидејќи само по десниот магистрален канал летово се испуштаа максимални количини од 11 кубици вода во секунда. Ниското ниво на водите во реките, кои се под просекот за овој период од годината, не се доволни да ги наводнат површините покрај речните корита, камоли да ги наполнат акумулациите. Земјоделците на околу 1 месец пред новата реколта се загрижени се состојбите со прометот со оризот и особено со цените, бидејќи во последните месеци нема никакво позитивно поместување во таа насока. Останува да се види дали преполовените вкупни приноси кои се очекуваат да се движат помеѓу 12.000 и 14.000 тони арпа ќе влијаат на цените на пазарот, особено во делот на откупот, и како домашните преработувачи и трговци ќе се однесуваат спрема белото злато. Меѓутоа, за тоа што ниту земјоделците, ниту здруженијата, преработувачите и државата преку ресорните министерства не пројавуваат интерес за оризопроизводство, е уште една потврда дека и понатаму нема стратегија за долгорочно решавање на состојбите со оваа култура.